Добар ден, драги гледачи, драги слушатели. Вие се наоѓате на фреквенцијата на Радио Лидер 107,4 со Дени и со Коко. Денешната тема е многу интересна, ќе зборуваме за како да ја подигнете свеста на повисоко ниво, ќе споделиме 5 начини со вас. И пред да почнеме да кажеме дека за техничка реализација се погрижија Мартина Костадинова, Јана Јанков и за главен уредник е Љупчо Златев. Така да се што ни останува сега е да почнеме со нашата тема и да објасниме прво на кратко што е свест. Значи многу од нас слушаме секој ден има висока свест, ниска свест или позитивна енергија, негативна енергија и тоа многу апстрактно делува кога ќе го кажеме така без да имаме некој контекст во нашиот памет, во нашата глава за што тоа всушност значи. За секој човек може енергија друго значи, така може енергија да биде електрична енергија, може да биде емоционална енергија, може да биде физичка енергија, така да треба да разјасниме прво што значи повисока свест, кога разговараме за повисока свест и после тоа ќе навлеземе и ќе ви кажеме како да ја подигнете. Значи, за почеток, може да почнеме со научно, од што всушност сме изградени сите ние, од што всушност е изграден цел свет. Сите од нас на најниско, најмало ниво сме еден тип на вибрација. Кога ќе навлеземе внатре во атомот, во кварковите, во квантната физика, научниците гледаат дека сите се е составено од некој вид на вибрација. Таа вибрација самата по себе, значи нели тоа е нормално бран кој што осцилира или пократок временски период или полог временски период. Самото тоа ја дава таа фреквенција на вибрација што ја кажуваме. Значи, доколку нешто вибрира брзо, тогаш има висока вибрација, доколку вибрира споро, има ниска вибрација. Самата вибрација, ако ја сватиме така, значи таа дава енергија. Кога нешто е на повисока вибрација, автоматски има повеќе енергија. Така, да. Кога некој атом вибрира многу брзо, тогаш тој атом е понестабилен и може да направи нели и експлозија. Самото тоа ни дава некоја логика дека кога работите вибрираат по-брзо и на повисока фреквенција, самите тие работи имаат повеќе потенцијал на енергија. Значи, тоа е од научен аспект, просто кажам. Да, со самото тоа, ние нормално кога ќе зголемиме вибрацијата не зголемуваме дека секој атом во нас вибрира побрзо, него едноставно физичкото тело и емоционалното тело и менталното тело што го имаме и духовното тело, сите од тие се нивоа на кои што можеме да зголемиме енергијата. И доколку на тие нивоа, на секој од тие нивоа, ја зголемиме енергијата, ја зголемиме вибрацијата, тогаш автоматски можеме да кажеме дека нашата свест е на повисоко ниво, затоа што сите тие 4 работи, нели, телото, паметот, емоциите и духот, сите тие ја создаваат нашата свест и од нашата свест се тие создадени. Така да ако играме со нив и ако на нив им ја зголемиме енергијата, автоматски свеста што тие ја креираат ќе биде зголема. Так. Да, баш како што кажа Дени, свеста се сочинува од повеќе тела. Физичкото, нефизичкото, нели, спиритуалното, енергетското тело, значи сето мора заедно да го клопиме за да знаеме како да подигнеме нашата енергија. Меѓутоа, прво нешто што треба да направиме е да почнеме од физичкото, нели? Не може да подигнете енергијата, едноставно е, ако не вежбате, ако не јадете убава храна, енергијата ви стои. Ако например, како што викаат, тоа што јадеме, тоа и стануваме. Ако се храните со лоша храна, не може ни да почнете да кревате таа енергија. Затоа првата подточка баш и тоа ни е исхрана и вежбање. Со самата исхрана и вежбање му давате на телото повеќе на некој начин вибрација, меѓутоа му давате повеќе слобода телото само да се ја крене својата вибрација. Затоа што баш, не знам дали сте приметиле кога сме гладни, баш имаме малце повеќе поголема вибрација. Тоа не значи дека треба да бидеме гладни, него да го ослободуваме телото, да не работи толку, како што викаме, нашата машина, да не, затоа што кога јадеме храна, поготово кога е лоша храна, цела крв ни у стомак, за да не ја свари храната. Автоматски вибрацијата ви се спушта, нели ви се спие кога ќе се прејадете, кога ќе се, како што викаат, наждереш хамбургер, кока-кола, тебе ти се спие, немаш вибрација да создаваш нешто да правиш. Затоа првото нешто што треба да го начнеме е исхрана и вежбање. Ја мислам дека
И кога претеруваме со овие две работи, исто идеме во полоша вибрација. Ако се превежбаме, нели, купиме витамини, телото не може да се заздрави затоа што процесот на вежбање, самиот процес е по себе на некој начин позитивно штетен затоа што го оштетуваме телото, ги гориме витамините, така да треба да се најде баланс во вежбање во исхраната за да почнете да давате на некој начин да му даете на телото да почне да работи на поголема вибрација. Да, и еве да разјасниме, може да поедноставно да гледаме на работите вака. Вие имате во текот на денот одредени број на калории, да речеме 2000 калории, и тие калории треба вашето тело да функционира, органи да функционираат со тие калории, да мислите, вашиот памет троши 25% од вашите калории, значи од 2000 калории 500 калории одат само во мисли. Така да се е тоа реално трошење на енергија, не е нешто апстрактно. Значи, реално под микроскоп ќе видиме дека таа енергија е потрошена со мислење, само со мислење. Да. Значи, имаме 2000 калории и тие 2000 калории исто дел од нив одат за варење на нашата храна, така. Кога ќе му даеме на телото нешто тешко, автоматски тоа треба да потроши повеќе калории за да го свари. И автоматски вие ќе се осеќате уморно и ќе ви се приспие кога ќе јадете, така. Да, Зошто кога јадеме како што вика како хамбургер или некоја потешка храна, ни се приспива. Тоа е природна реакција на телото, зашто тежок е тој процес да ја обработи таа храна. Зошто кога јадеме салата никогаш не ни се приспива, така, или нешто што е полесно. Храната едно правило кое што може да го следите доколку сакате да нормално да имате повисока вибрација и повисока свест, јадете храна што е поблиску до сончевата енергија. За да го сватите ова, ќе ви објаснам на кратко, значи како ствари вие примате енергијата од храната. Се во природата троши енергија и добива енергија само заради тоа што растенијата прават процес што се вика фотосинтеза. Значи енергијата од сонцето, светлината од сонцето, фотоните, тие со хемиска реакција ги задржуваат. Таа енергија се задржува во нивните електрони, помеѓу нивните електрони, им дава вибрација на нивните електрони. Кога другите животни ги јадат тие растенија, тие автоматски јадат first hand на некој начин. Од прва рака енергија од сонцето. Значи животните што се вегетаријанци, што јадат трева и растенија, тие ја зимаат енергијата од сонцето. Таа е истата енергија, истите фотони и ги обработуваат за они да живеат. Ние кога пример јадеме животни, на некој начин зимаме second hand енергија. Значи ние зимаме истата таа енергија од сонцето, ама обработена од растенијата, па после обработена од животното. Автоматски му даваме на телото поголем пакет што ќе треба да го отвори за да дојде до енергијата која што му треба, така? И автоматски повеќе калории ќе треба потроши телото. Ако јадеме нешто што е поблиску до сонцето, автоматски ќе потрошиме помалце калории. Значи таа е логиката што треба да ја следите. Сега, на крај на денот, вие не се храните само за енергија, вие се храните за да му даете нутритивна вредност на вашето тело. Ако јадете само трева или салати кои што нема доволно нутритивна вредност, како пример што ви ја давам месото со едно парче месо, вие ќе отидете во дефицит и тоа може да ви го наруши здравието. Затоа треба да најдете баланс помеѓу храна што е поблиска до сонцето и храна што ги има нутритивните вредности што треба ги земете во текот на денот. Таа играта со јадење. И така ќе можете да следите таа логика и да дојдете до храна, да јадете храна што не го троши многу вашето тело за да биде обработена. Да. Исто со вежбањето, зашто вежбањето го кажуваме скоро у секоја емисија. Да. Значи, со самото вежбање вие ја движите енергијата во вашето тело. Значи крвта ви се забрзува пулсот, така. Со тоа ви се забрзува крвта, со тоа ви се забрзува енергијата. По логиката што ја кажавме на почеток, побрзо движење на вашата енергија значи повисока вибрација, така. А автоматски на некој начин вежбањето е исфрлање на тие може да кажеме, ја не верувам во негативни и позитивни емоции, но тие емоции што ве држат на пониско ниво, како нервоза, тага или апатија, буквално, со вежбањето вие ги исфрлате тие емоции од вас, тие хормони од вас. И со самото потење. Тоа не носи до втората точка, значи да не држиме во нас емоции со пониска вибрација. Може да кажеме така, емоции како што се нервоза или како што се љутина, омраза, така. Најубаво од се е
да направиме евалуација и да видиме што всушност зошто всушност не сме срекни во сегашниот момент, што е причината. Дали имаме стрес некој на памет, така дали некој ни сгрешил во животот и во подсвеста, во нашиот бекграунд го носиме тоа цело време и буквално го филтрираме нашиот свет врз таа емоција. Значи треба ги најдеме тие емоции да ги сфрлиме од нас. Баш и денеска правев YouTube видео, баш за тоа пишав, нели ти кажав дека пишав скрипта за видеото што треба наредно да го снимам. Баш пишав дека во еден момент, баш после, да не речам после пандемијава, да не урачам, него баш еве и сега сме при крај, седнав еден момент пред неколку месеци и сакав да видам што точно јас некако целата работа што ја правиме, баш и сме збореле за ова, целата работа што ја правиме некако немаше смисла. Некако празна емоција беше. И да правиме и финансии и све, едноставно како да нема суштина тоа што го правиме, нема цел, повисока цел. И буквално на емотивно ниво бев нападнат. Буквално бев со енергијата доле и си викав, добро, што ако до кога ќе трае ова? Джабе го джабе работиме, джабе не джабе, меѓутоа ја емотивно така го сваќав и си реков, што се случи од после пандемијава? Што можам јас да научам од пандемијава за да се ја кренам од својата енергија? И буквално седнав, земав ливче и пенкал и почнав да запишувам неколку начини како да гледам позитивно оваа пандемија. Значи, покрај све лошо што се случи, зашто, како може ние наша корист да извадиме? Едното беше дека едноставно мора да научиме да уживаме со себе. Тоа ми беше едното. Сакам да кажам дека пројдов низ процес кај што буквално јас бев со спуштена енергија и сакав да се кренам самата енергија, да сватам што правам лошо и што можам да направам за да се кренам својата вибрација. И дојдов до заклучок дека имаме премногу слободно време, буквално во пандемијата, дека можеме да го искористиме на милион начини. Второ, дека стравти и анксиозноста не го решава проблемот, буквално. Ние можеме да ги миеме рацете, можеме да ставаме маска, да држиме дистанца, меѓутоа ако имаме страв и анксиозност и покрај работите што ги правиме за да се пазиме, нели? Нема ништо да решат. Затоа моја препорака, кога имате више ниска фреквенција на емоции, да направите ваша еволуација. Буквално никој не може да ви помогне затоа што само вие знаете ни што праѓате и како ги интерпретирате работите. Може некој ќе ви се развика на улица, може мене стварно нема тоа да ме допре, меѓутоа вас ќе ви го уништи денот. Или обратно, може мене ќе ми го уништи денот, вас ништо нема да биде. Затоа направите си еволуација, што се има случено во последниот период, или па што влечете од порано, како што вика Дениот, да не ги држиме тие емоции на гнев, може би сте љут на некој човек, и тоа автоматски, константно, во вашата подсвест ви ја спушта вибрацијата. Седнете, направете еволуација, ова е мој совет, некоја вежба да направите, седнете, направите еволуација и видете кај можете да напреднете во вашите емоции, односно како да кренете вашата емоција и пробајте да ги отстраните сите тие, не може да ги отстраните, меѓутоа зашто се тука тие емоции? Видете зашто се тука и пробајте да ги решите, затоа што тоа е, мислам дека еден од побитните начини да кренете вашата вибрација. Преку физичкото, после доаѓа емотивното, како што кажам, емоција. Да, и супер вежба, реално. Баш ми се свија како си ја структурирал таа вежба. Многу лесно да седнеш и да пишеш на лист, едноставно ќе имаш поголема емоционална свесност, така ќе зашто сите носиме микс на емоции и ретко кој од нас е свесен што точно чувствуваме, така може у момент да си среќен заради нешто, ама исто така и тажен заради нешто друго, нервозен заради нешто трето, кога ќе седнеш и ќе ги пишеш и ќе видиш чекај зашто се осеќам вака, зашто вака. А како што кажувам, нели, цело време секоја емоција ви дава некоја порака, секоја емоција е таму со некоја причина. Нервозен сте со право и љути сте на некој човек со право, затоа што вие го гледате тоа на тој начин. И ниедна од вашите емоции не е погрешна. Само што буквално и Джордан Питерсон, може го знаете, од Канада, канадски психолог, он кажува вие имате право да бидете нервозни. Буквално имате право да бидете гневни затоа што многу работи функционираат против вас. Многу работи. Од општеството до системот до многу работи се против вас. Вие имате секое право на светот да бидете гневни секој ден, секоја секунда од секој ден. Ама тоа не ви помага никако. Да. Така, тоа
не ве носи нигдека и не го менја системот никако. И нити тие работи што ви делуваат лошо не ги менува. Така да ваше е да ги воочите тие емоции, да направите некој нов инженеринг, буквално врз тие емоции, да тие што не ви треба, што не ве носат напред, не мора тие отрови да ги носите во вас. Како викаат, кога сте љути на некој, вие се повредувате повеќе од тој другиот, така? Да. Така да најдете начин, најтешко нешто на светот е да простите, ама најдете начин да простите на тие луѓе што ви сгрешиле. Едноставно ги тргнете тие отрови од вас. Кога ќе го направите тоа, моментално ќе осетите како ви се крева енергијата. Буквално тоа е едната вежба што на почеток им ја давам на моите клиенти. Тоа беше едната што мојот тренер ми ја даде на почеток. Мислете 5 минути во текот на денот на работи што буквално ве вадат од кожа, што ве нервираат. Зошто вие не сте на позиција на која што е пример вашиот најдобар другар или вашата најдобра другарка. Зошто вие мора да идете секој ден пешки, зашто немате вие убава кола, зашто немате вие убав стан, зашто општеството не е поасално, буквално на сите можни работи што имате право да се нервирате. Мислете на сите луѓе што ви сгрешиле, што у животот сега они супер живеат, а вие не живеете, а вас ви сгрешиле. Значи сите тие нефер работи, размислете и осетете таа енергија што ќе чувствувате. Осетете буквално тежината на таа енергија. После тоа, помислете на сите работи што функционираат во ваша полза. Помислете на тоа дека имате кров над глава, има луѓе што немаат. Помислете на тоа дека имате храна во фрижидерот, дека имате луѓе околу вас што ве сакаат прекумерно, дури со нивниот живот ве сакаат. Помислете на тоа што имате трилиони клетки на вашето тело што функционираат за вие да бидете живи. Буквално секоја секунда од секој ден. Помислете на сите процеси што се имаат случајно за вие да постоите и што се случуваат. Помислете на човекот што ви ја задржал вратата за да влезете на тие мали убави работи што ги прават луѓето секој ден за вас што ги негираме под дефолт. Да. Имам толку многу работи што може да бидеме захвални. И кога ќе ја осетиме таа емоција на захвалност, ќе ја видите разликата помеѓу таа нервоза и таа емоција на захвалност. Ќе осетите толку голема леснина во вас, буквално. Тоа е еден од знаците дека вашата енергија иде на повисоко ниво. Кога осеќате леснина, кога таа емоција од нервоза оди на емоција на захвалност. И буквално тоа е тоа што го кажуваме у целава емисија, таа е таа повисока вибрација, таа е таа повисока свест. Значи, имате право да се нервирате за сите тие работи, сите се валидни, но исто така се валидни работи за кои што може да бидете захвални. Така да вие одбирате што ќе гледате, на што ќе се фокусирате и што ќе биде дел од вашата реалност. И тоа вие инженира буквално емоцијата што, значи едно, изчистете ги тие емоции што се во вас, ослободете ги, дали со вежбање или со медитација, со било што ви ги вади тие од вас, а вториот дел, конструирајте емоции што ве дигаат нагоре. Со фокусирање на работите кои што ги носат тие емоции. Така. Да, и баш третата поточка ни е медитација, што исто е една многу феноменална вежба за да се откриеме самите себе, да видиме кај ни шетаат мислите и кои работи направат баш гневни, нервозни, па и срекни, некојаш ќе дознаеме некои позитивни работи. Кога ќе седнеме у тие, барем јас правам 10 минути се уште медитација, секој сабајле или правам медитација или дишење, меѓутоа кога правам медитација, согледувам уствари каков човек сум, стварно. Затоа што кога е тивко се, кога се фокусирате на вашите, не треба се фокусирате на мислите, меѓутоа да се фокусирате на тоа што мислите. Кога ви праѓаат тие мисли, не треба да се задржувате, нели тоа е поентата на медитација, не да ги смирите мислите, туку да видите каков човек сте вие всушност, дека буквално секоја втора секунда размислувате нешто неповрзано. Буквално тоа се случува. Мислам дека и последица се социјални мрежи и се тоа не е битно, меѓутоа мислам дека фокусот ни е многу низок денеска и баш поради тоа не можеме да направиме никаква промена. Затоа што буквално еве да ви кажам една, да речеме, моја медитативна сесија на почеток. Седнувам да медитирам, ги затварам очите, почнувам да дишам, прво на тоа да се фокусирам и почнувам да се фокусирам на мислите. И почнувам да мислам. Зашто не ми мафна вчера?
а чекај, ја да не сум згрешил, добро, а ќе пијам ли кафе после, добро, а имам ли работа, и буквално сите мисли беа вака, буквално. Една мисла ова, друга мисла ова, трета мисла неповрзана, четврта. Значи јас кога се стишив сами од себе, сватив дека немам никаков фокус, дека мора да поработам на фокусот и претежно да работам на тоа што размислам глупости ко прво. Буквално не размислам на битните работи, туку си ја пунам главата со ниска енергија. Буквално си ја пунам со мисли на ниска енергија, а се чудам зашто сум таков низ денот, зашто некогаш сум тажен, зашто сум депресивен. Буквално поради тие мали мисли што ги имаме ние на медитација, што ќе ги видите многу јасно кога ќе медитирате, буквално поради тие мисли вие сте на ниска енергија. И ја препорачувам на секој вежбата за медитација, има различни медитации, меѓутоа јас ја правам таа со дишење и ќе видите дека многу има места за подобрување во вас. Каков и да сте човек моментално, верувајте дека мислите додека не си ги средите, не можете да отидете на никакво ниво напред и да вежбате и да се храните додека не ги средите мислите, вие нема да идете нигде потаму, како што се вика. Да, и како што кажуваш, кога медитираме не е целта да ги контролираме мислите. Целта е да направиме простор помеѓу нас и мислите, затоа што многу нас, повеќето од светот, се идентификуваме со нашите мисли. Мислиме дека сме гласот во нашиот памет. Кога стварно ќе медитирате и ќе направите простор, ќе сватите дека мислите се само ехо на вашиот внатрешен свет, на надворешен свет. Како што вика Коко, ми мафна, не ми мафна. Значи, различни буквално расфрлања на вашите неурони, различни буквално неуротрансмитери што функционираат во вашиот мозок, што може би повеќето од вашите мисли нема никакво значење, но затоа што се идентификувате со тие мисли, вие им давате значење на сите мисли и повеќето од работите кои што ги мислите ги сваќате као реалност, а 99% од нашите мисли не се реалност. Тоа е уствари премислување кое што го викаме или премногу грижење за работите, затоа што нашиот мозок е суперкомпјутер и цело време генерира некои видови на сценарија. Сценарија што може да постојат, што не постојат, што може да постоеле, и ние сите тие сценарија мислиме дека се реални, затоа што научно да кажам, нашиот мозок не може да распознае што не е вистински, што е замислено, значи, што е вистински, исто делува за него. И така да ако се идентификуваме со нашиот памет цело време, вашиот свет ќе биде вашите мисли, што повеќе од време од денот е хаотичен. Да. И тоа ќе ве држи во таа ниска вибрација. Самата медитација, самиот простор кој ќе го направите помеѓу вас и мислите, и дава таква слобода или леснина, како што викаме, дека чекај малце, ова се што се случува во мојата глава е само мисла, не мора да значи ништо, не е битно. И кога ќе го оставите тоа како буквално како некој вид на езеро или на бара, нели кога ја матиме барата, ја матна, не гледаме низ неа, но кога ќе оставиме, кога ќе се смири, едноставно се смирува целата бара и може провидна, може да видиме низ неа. Тоа ни го дава медитацијата. Ни го смирува нашиот памет како бара и кога имаме смирен памет, тогаш имаме поголема штрина на фокус, поголема штрина на мисли, можеме многу по-креативни работи да правиме, затоа што не трошиме буквално калории на сценарија што нема никогаш да се случат. Да, буквално и кога сме, да речеме, кога одржуваме говор, најдобриот говор го одржуваме кога ни е празен мозок. Да. Баш интересен пример што дадов. Значи кога е барата мирна, може да се продирне во тоа што сакате да се изразите. Например, ако имате нешто на ум, кој излагате на сцена, се не знам дали сте имале говор на сцена, меѓутоа прост пример. Кој излагате на сцена, кога почнувате да мислите, го гледам човеков долга коса има, рацете ми се малце тврди, да не несувам добро, автоматски не знаете што зборите, пошто мислите ги ставате, како што вика Дени, ги се идентификувате со мислите. Значи вие мислите како има тој долга коса и како седи овој смешно и вие се губите во свеста. А кога ќе го изчистите мозокот од сите мисли, едноставно у тој flow state, сигурно сте били и сте го осетиле тоа, кога зборите нешто, кога видат зборовите летаат од вас, не ни мислите што зборите. Само зборите се има смисла, буквално. И тоа е едно од едно од побитните работи, кога ќе стигнете на ниво некоја да го испразните мозокот, буквално не да го испразните, туку да направите
простор меѓу вашите мисли, кај што ќе сватите дека кога стварно не мислите ништо, не да сте глуп човек, него буквално кога ви е тивок мозокот, вие најдобро функционирате во секојдневните, дали било проблеми, со проблеми најлесно ќе се снајдете кога го знаете проблемот, исклучувате и почнувате да превземате акција. Исто така кога држите говор, се иде полесно кога немате, кога ќе ги стишите вашите мисли или кога нема да им давате значење, да не направите и да не се идентификувате со мислите. Да, и тоа не носи и до четвртата подточка што користете и мислите на други луѓе, така, тие ги имаат запишано во книги. Луѓе што живееле пред нас, што живеат сега, има значи луѓе со висока вибрација, со висока свест, што имаат напишано книги што своите видување на животот или некои техники ги имаат разјаснето и пишано во книги. Самите тие книги кога ги читаме, кога ги упиваме, значи самата секвенца на зборови кои што имаат употребено, значи не само што е пишано, него како е пишано и според кој редослед е пишано, сето тоа е таа свест, повисока свест. И вие кога го читате тоа, вие ја упивате таа свест. Значи буквално може да прочитате книга од некој човек со повисока свест и ќе се осетите како поведар, така? Да. Ќе се осетите како попаметен, само заради тоа што сте ја прочитале книгата што била напишана со повисока свест. Да, буквално исто многу интересна бенефиција од читање книги е тоа што се сочувствуваме со авторот. Поготово кога читаме биографии, сваќаме дека нашето тешко уопште не е тешко. Дека вие што мислите дека ви е тешко и се мачите во животот е смешно, за разлика од тоа какви луѓе имало и ништо поминувале и какви емоции имале. Пак биле пострекни од нас или од вас или било кој што е во таа, да речам, ниска фреквенција, вашите проблеми не се проблеми. Едноставно кога сочувствувате со некој човек, поготово како што кажа Дени, со мислите на други луѓе што ги имаат пишано во книга, вие знаете дека некој друг го проживеал тоа. И самата фраза која што ја користи, баш како што кажа Дени, редосеот на зборови и начинот на искажување едноставно ви дава, кога ќе осмирите мозокот, поготово со медитација, ви дава некој нов увид, ве прави буквално нови луѓе станувате. Вие со новите информации што ги впивате, вие нови луѓе станувате. Не сте истите, баш мислам интересен пример, меѓутоа кога ќе отворите стари слики како сте се облакале порано, да. Тоа е најдобар пример дека вие не сте исти луѓе. Не ни може да замислите пак така да се облечете. А кога читате книги, вашиот мозок се на некој начин се преобразува. Со облака, да, и баш како што ги гледате, работите, од кога ќе прочитате нешто по ведро, по интелигентно, ги восприемат информациите другачи. Не ве нервираат некои работи, кога ќе видите некој што стварно се намачил да стигне до некоја позиција или буквално за здравието да си го врати назад, вие сваќате дека не треба за ништо да се нервирате, буквално дека самата таа нервоза ќе ви го наруши здравието и ќе ви однесе во таа пониска фреквенција. Да, и самата, нели, самиот начин кога читаме не е до информациите у книгата, него е до како се искажани тие информации. И самото тоа ви дава некој механизам вие да размислувате така. Да. И тоа може вие го прелеете во вашите врски, вашиот бизнис, вашиот нели секојдневен живот, да употребите таков механизам на размислување што е припиено таа повисока фреквенција, повисока вибрација. Да, и последната баш ова неизбежен вид начин на енергија е уствари околината, како што викаме невидливата рака. Колку и да баш ме го збореле ова, колку и да сакаме да смениме, да направиме нешто, има степен од таа невидлива рака или од нашата околина и средина што секогаш ќе пробувам да не одвлече надоле. Затоа една од поинтересните работи што јас лично најмногу сум си го сменил моето мислење, мојот живот, буквално било да се ставам во карантин, уште кога пред карантинот на пандемијата. Години пред. Да, години пред. Се ставив во карантин и сватив дека кога немаш толку допир со секојдневието, со луѓето што стварно има луѓе што стварно целат негде. Меѓутоа има луѓе што сум бил јас лично опколен што не целат нигде во животот. И кога сум се оделил од тие луѓе, автоматски, како што вика Денија, осеќаме таа некоја леснина и живост. Затоа што кога
буквално ќе осмириме мозокот, кога немаме дистракција од други луѓе, кога не ни ја пренесуваат таа ниска енергија, автоматски имаме можност да пораснеме, како да некој начин да пораснеме, да надвишиме нашата енергија. Затоа исто би ви предложил, ако сте обколени со некои луѓе што навистина ви ја спуштаат вашата енергија, може да приметите човек кога му дадете решение што наоѓа проблем за секој решение, буквално му дадете чекор по чекор како да го реши проблемот, не превзема ништо и утредента пак ви се жали, пак ви кажа колку е тешко. Океј, неколку пати се случува тоа. Има луѓе стварно емотивно што се малце порастроени на некој начин, ќе го сватите, а меѓутоа ако тоа се случува постојано и вие сте веќе обколени со такви луѓе со години, вие треба стварно некаква промена да направите. Можеби сега пак ја кажам од една гледна точка, можеби вие сте тој што треба да се промени. Не ме сваќајте погрешно, меѓутоа треба да направите евалуација со кој ги делите вашите, буквално вашето време, вашите мисли, со кој имате конверзација. Ако не се одделите од таа околина, верувате дека нема буквално што и да правите, кога ќе споделувате ниска енергија, у таа енергија ќе останете. Едно од по моите што се вика омилени поговорки е: вие сте креацијата на 5 луѓе што го поминуваат највеќе времето. Значи ако се дружите со 5, да не кажам некој ниско интелигентни, не може да бидете вие некој најинтелигентен и да имате раст во општеството или не знам на персонално и професионално ниво. Затоа мора да ја обратите паžnја на околината. Или вие да се смените, или да смените луѓето што се околу вас. Да, и реално како што викаш, тоа е најголемиот шорткат буквално до успехот. Да се обкружите со петорица луѓе што се поуспешни од вас или петорица луѓе што се попаметни од вас. Вие упивате тоа, буквално какви се они. Вие го упивате тоа на начинот на кој што го кажавме во цела оваа емисија. Значи буквално таа свест ја упивате со емоциите на другите. Имаме цела една, мислам, епизода за како што да правите со негативните луѓе околу вас, и доколку и тоа е вашиот проблем, ви препорачувам да ја слушате на Spotify, така и се вика епизодата. Доколку вие сте тој негативниот, тогаш следете ги овие 4-5 чекори што ви кажуваме сега во оваа емисија, ќе ви помогнат, али не може да избегаме од петата поточка, че не може да избегаме од околината. Околината е таа невидлива рака што или не крева нагоре или не бута надоле. Колку и да се трудиме, тоа сме го осетили на наша кожа, да се трудиме буквално секој ден со сати да создаваме некоја повисока вибрација, ако околината е негативна, таа ќе ве влече надоле и вие уствари ќе се осеќате како да се давите, цело време се борите да задржите таа висока вибрација. Доколку сте у друга околина која што самата таа висока, замислете дека е обратната ситуација, дека и да се трудите да идете надоле, таа сама околина ќе ве крене нагоре, така? Да. Отидете во некоја земја што пример со повисока вибрација од Македонија, ќе се осетите самите дека дури и да сте негативен ќе ве крене нагоре, така самата околина. Буквално и системите во други општества, еве сам сум се приметил стварно, ќе отидам во Мадрид, ќе отидам во Барселона, самото карта за метро не знам да купам, да речеме кога сум прв пат на тоа место. Кога ќе почнам, значи ќе прашам неколку луѓе ќе ми помогнат, надвор се, мислам, сегде се луѓето се љубезни кога ќе ги прашате нешто, ќе ви помогнат и автоматски кога влагате во системот, кога знаете како да се снајдете, автоматски самиот систем е направен така за да ве спои со околината. Вие не можете да избегате. Например, еве како што каже Дени кај нас, ќе отидете до продавница, ќе бидете во собраќај, пак ќе влезете во тој систем. Без разлика колку и да сакате да избегате, мора дел од вас да е во тој систем. Затоа еден начин според мене е дека треба малце да се изолираме, ако сакаме нешто повеќе да направиме, барем тоа стварно за мене било успешен обид. И второто е колку можеме повеќе да се обкружиме со луѓе како што кажа Дени, што се буквално подобри од нас, поуспешни, не знам, или поздрави или пофизички спремни, зависи каква ви е целта во животот, буквално да се обкружиме со луѓе, тоа е кратенката, шифрата, како да станеме, како да кренеме вибрацијата на најбрз можен начин.
верувате ако се обколите со такви луѓе, сите овие 5 начини што ги изборевме, многу сами ќе сакате да ги Автоматски правите. ќе дојдат. Автоматски ќе си дојдат, не мора да се мачите, затоа што ќе седите, ако сте буквално сега да не користам, ама ако сте најглуп на масата, ако седите со 5 интелектуалци и сите медитираат и вие ќе медитирате. Да, или ќе се тргнете од нив. Да, или они ќе ви избацат, или вие сами ќе се трнете, или ќе почнете да медитирате, да правите договори со како да кажам, бизнисмени, ќе почнете да функционирате како нив. Пример, кога правиш муабет со некој човек што е заглавен во таа негативна енергија, доколку му кажеш нешто позитивно, те игнорира. И Да. доколку си упорен, самите таа група на луѓе ќе те изолираат. Да, Зашто буквално. негативата сака да има негатива околу. Да. Позитивата истото го прави, сака позитива да задржи. Само тешко е таа позитивна енергија да се, како да кажам, многу полесно се уништува, затоа што позитивната емоција на некој начин зависи во какво општество сме, пак ја кажам, меѓутоа кога ќе се и кога ќе засвири некоја кола, кога ќе опцуе некој, многу не влече таа негативна енергија, без разлика. Зашто не можете во природа да се изнервирате, така? Кога сте во природа, колку е убаво, нема звуци, нема ништо, едноставно и самата околина, меѓутоа пак ќе кажам, ако малце се изолирате, пак сте со правите луѓе, дека многу поубаво би се снашле. Да, и да сумираме, еве, сите овие работи ви ја креваат свеста, како што кажавме на почеток. Свеста е нели колку побрзо ви се движи вашата енергија, колку повеќе енергија имате. Нивоата на свест се тие, на најниското ниво, вие се осеќате како жртва. Вие се осеќате дека светот е против вас. Значи, вие се што и да се случи, се осеќате дека некој прави теории на заговор за вас да ви наштети, дека ако излезете и касните на работа, гужвата во 3 сат е токму заради вас. Значи, универзумот ја креирал за вие да закасните на работа. Така го гледате светот, дека светот е против вас и вие треба да преживеете да се снајдете. Таа е таа ниска свест. Сите тие работи, емоциите, мислите, сето тоа ја креира таа свест за вие така го гледате светот. Повисоката свест од таа е свеста дека вие му се случувате на светот. Дека светот не е против вас, дека се случуваат работите нели рандом, некои работи се за вас, но најголемиот дел не се за вас, немаат врска со вас. И вие гледате како да ги искористите тие работи. Доколку има гужва, гледате како можам да искористам гужвата. Можеби ќе слушате книга, аудиобук, така, можеби ќе размислите што ќе правите на проектот на работа, како подобро го завршите. Значи не дозволувате на дворешните околности да ви имаат значење дека се против вас. Него едноставно светот е свет, вие му се случувате на светот. Повисоката свест од таа, значи третото ниво, е дека светот се случува за вас. И тоа го достигнуваат малку луѓе во светот, така да го гледаат светот, да живеат дека се е во ваш бенефит. Дека се буквално прави теорија на заговор за да ви помогне. Тоа го достигнуваме кога нашите емоции се под дефолт на емоција на љубов, под дефолт на емоција на захвалност, под емоција на среќа. Кога сме во тие емоции, ние така и го гледаме светот. И доколку се подсетите на назад кога сте се осеќале така сте го гледале светот, како цел свет да е совршен. Тоа и таа повисока свест, значи кога сте ќе ги направите сите овие работи, автоматски ќе конструирате таа свест, така го гледате свет. Да, одлично го кажам, мислам го заврши дени нашето денешно гостување. Дечки, пробајте да ги уведете овие работи што ви кажавме, мислам дека навистина многу ќе ви помогнат, барем една од овие работи. И пробајте како што од надворешно влагајте внатрешно, значи вежбање и исхрана. Пробајте медитација, пробајте да го храните мозокот со нови информации, пробајте да се одделите од луѓето, едноставно да направите од надвор на внатре. И така мислам дека многу побрзо ќе стигнете до таа висока вибрација и ќе трае многу подолго, затоа што ако само читате книги а се храните лошо, ништо не сте завршени, него сите работи треба да ги почнете. Да, многу во кажано, тоа е тоа за денеска, се гледаме во понеделник пак. Да, во понеделник се гледаме. Поздрав од мене. Имајте убава вечер. Убава вечер. Чао.